Денеска ќе читам малку повеќе Библија, малку повеќе слово ќе читаме. Вечерва ќе зборувам за промена или за променет човек. Човек што се променил. Човек што се изменил. Промена, се случило нешто во него. Од една во друга состојба влегол. Амен. Значи бил едно, се станал друго. Се сменил, се променил. Ама се променил скроз. Не зборуваме се променил само се преоблекол, па други алишта носи, па сега е сменет човекот, нели? Не зборуваме за тоа, зборуваме за внатрешност. За внатрешноста на човекот, личноста на човекот, карактерот на човекот. Промена на внатрешниот човек. Промена на карактерот, на умот, на душата да се смени. Зборуваме за такво нешто. Амен. И ќе зборувам пак за апостолите. Халелуја. Тие се добар пример за промена. Како нешто се смени во нив. Халелуја. И ќе читаме Дела апостолски 4 глава. Претходно зборувавме, нели, за тоа дека треба Господ да го љубиш повеќе од својот живот. Нели? Дека Бог е верен, дека Бог е вреден да го љубиш повеќе од себе си, од твојот живот. Дека твојот живот е ништо без Господ. Но ако го сакаш Господ, ако го љубиш Бог, и ово што продолжувам вечерва да го зборувам, тоа е дел од сето ова. Тоа е дел од сето ова. Значи, како ти се променуваш, или ако сакаш да бидеш променет, да бидеш сменен по карактер, по душа, по ум, што всушност се случува. Халелуја. И тука веќе Исус беше воскреснат, им се објави на учениците и им кажа се. И што се случи после? Потоа учениците мора сами нешто да прават. И овде сега читаме во 4 глава, од Исус воскресна, се вознесе на небото, им даде власт, авторитет се, Духот Свети го излеа и им кажа сега, вие ќе правите. И што се случува сега? Какви промени се случуваат овдека? Во 3 глава уште почнува таму, нели, кога Петар и Јован влегуваат во храмот и сретна еден човек кој беше хром. И уште од мали нозе. И таму вика го носеа пред портата да проси, да милостиња да прима од луѓето. И вика тогаш Петар и Јован вика дојдоа и го видоа вика како проси и тој се сврте кон нив, очекувајќи нешто да добие од нив. Очекувајќи пари, милостина нешто, нели? Но вика тука Петар вика и Јован вика се станаа, се вгледаа во него и Петар нели му рече сребро и злато немам. Но она што имам, тоа ти го давам. И вели во името на Исус Христос стани и оди, вели. И го потегна за раката, стана и вика му се зацврстеа глуждовите, мускулите, нозете, стапалата и почна да оди. И почна да го слави Господ. И одеше со нив цело време. Не ги оставаше. И вика тоа го видоа сите луѓе, почна да го слават Господ. И покрај тоа, ако го видоа нели ова луѓето, почна да го слават Бог. И потоа 4 глава вели додека уште вика дека тие уште му зборува вика на народот. Пристапија при нив вика свештениците и управителот на храмот и седукеите вика му дојдоа. Вознемирени вика поради тоа што вика поучува вика што го поучува народот и проповеда вика воскресение на мртвите во Исус. Биле вознемирени. Што правеа тука? Петар почна да проповеда помеѓу народот. Кога тие видоа што се случи, почна Петар да им зборува за Исус. Почна да зборува за Исус, да проповеда за Исус.
И тоа вика слушнаат садукеите и свештениците и вика се разгневија. И сега вели вака. Проповеда вика за воскресение на мртвите вика во Исус и ставија раце врз нив и ги фрлија вика во темницата до идниот ден. Зашто веќе беше вечер, веќе темнина било. Се стемнувало. А мнозина вика од оние кои го чуе словото поверуваа. Така вика што бројот на мажите се зголеми вика до 5000. Значи покрај едно исцеление што се случи, 5000 луѓе поверуваа. И Петар проповедаше. И зборуваше дека треба да се покајат, нели? Ова збори на народот. Но сега да видиме што ќе се случи овде, вика. Вика, а утре дента вика се собраа вика во Иерусалим нивните началници, старешините и книжниците и првосвештеникот Ана и Кајафа и Јован и Александар вика и колку што ги имаше од првосвештеничкиот род. Сите се собрале. Узбуна се дигнало. Нешто се случува. Узбуна. Халелуја. И потоа вика, и кога ги поставија вика на средината вика ги прашаа со каква сила вика или вика во чие име го правите ова вика. Тогаш Петар исполнет со Светиот Дух им рече: народни началници и старешини, ако денес не испитувате за доброто дело направено на еден болен, од што тој е исцелен, тогаш да знаете сите вие и сиот израелски народ, дека во името на Исус Христос Назареецот, кога вие го распнавте, ако го Бог го воскресна од мртвите, преку него вика овој човек стои вика здрав пред вас. Тој е вика каменот што вие зидарите го отфрливте. Ако е стана глава на аголот, нема спасение, ниту во еден, ниту има друго име под небото дадено на луѓето преку кое мора да се спасиме. Халелуја. Ајде да резонираме малку. Петар, кој се откажа од Исус 3 пати. Петар кој избега. И Јован кој избега во Гедемската градина кај што го фатија Исус. Сега овие двајца стојат пред Синедронот, пред истиот Синедрон кој го изманипулира Исус и го убија. Го осудија. Стојат пред истите свештеници кои го судеа Христос. Манипулатори, финтаджи, измамници, кои со измама и со лага го обвинја Исус и го распна. И сега Петар кој се исплаши таа вечер и свештениците беа тука и една служинка го праша и тој се исплаши од неа. И се отрече 3 пати од Исус. Го праша една слугинка. Значи една слугинка која беше слугинка тука негде служеше, беше едноставна жена. Го праша и се исплаши. Но овде гледаме нешто друго се случува. Овде веќе Петар стои пред оние што го распна Исус. Од кој што се исплаши еднаш. И избега. Но сега храбро стои пред нив и кажува кој е Исус. Без да се плаши. Тука е Јован. И сега тука ние можеме да кажеме не се другите ученици, па Петар пак да се прави фраер, пред сите други да видат дека он ќе кажува нешто, леле, прави он нешто. Овде јасно се гледа дека веќе сам, стои сам и пред Синедронот, пред сите свештеници, пред сите седукеи, пред сите оние што шкртеа со забите и што го убија Исус, сега стои пред нив храбар по цена на својот живот. Оти тебе треба да ти биде јасно, ако Исус го убиле овие, тебе нема да те штедат. Оти тебе треба да ти биде јасно дека ти стоиш пред оние што го убија твојот Господ и Спасител. А верувам дека му беше јасно на Петар.
И Петър беше храбър сега. Петър сега имаше храброст. Зашто? Зато што свати. Разбра дека е битно да го сакаш Исус повеќе од својот живот. Дека не е исправно да се плашиш од луѓе. Не е исправно да се плашиш од свештеници и не знам кои цареви и какви. Не е исправно. Тоа е зло пред Господ. Господ вика да се плашиш само од Него, а не од луѓе. И таа храброст, гледате што направи таа храброст. И видите, после вели во 13 стих вика, кога ја видов вика Петровата и Јовановата смелост, опа, овие виделе нешто. Си рекоа, па они си викаат, абе, овие не се плашат, бе. Абе, ние го распенаме тој за кој што они зборуваат. Ние губивме. И сега си велат, абе, овие не се плашат од тоа. А знаат дека ние губивме. И велат, абе, видовме смелост во нив. Значи, нема страв. Смело истапија кажа, абе, вие го распенавте, бе. Вие го распенавте Исус. Јавно им го кажа. Пред сите свештеници зборат и кажа, јавно им го кажа. И што видоа таа? Видоа вика смелост во нив. Ама вика и забележа вика дека се некнижевни или не неуки, неписмени. Но вика видоа дека се неписмени. И сега си викаат, каде овие луѓе нити читале Тора, нити ништо не знаат, вика, од каде овие толку мудрост? Од каде толку храброст? За вакво нешто да збориш треба да имаш храброст. Вика, од каде толку знаење? Се изненадија. И се чудеа, вика. И после тоа, вика, и ги препознаа дека беа со Исус. Сега па ги гледа се им текнаа, да бе, вистина овие беа со Исус. Тие се. Ама Петар сега веќе не се плаши. Веќе стои, не се плаши, нема страв. Халелуја. Но вика го гледа, вика, исцелениот човек како стои со нив, па нема, вика, што да приговарат. И вика, и им наредија, вика, да излезат од Синедронот и почнаа, вика, да се советуваат помеѓу себе. Почнаа помеѓу себе да се изборат што да правиме. Чекајте, нели? Како се Исус што правеа? Манипулатори. Да се договараат што да направат сега. Што да правиме со овие луѓе, вика? Зашто на сите жители во Иерусалим им е познато дека значајно чудо, вика, се случи помеѓу нив. Преку нив, вика. А ние, вика, не можеме да го одречеме тоа. Ти еве го. Човекот тука стои. Значи манифестација има. Вистина е, сите видоа, не можеме да го одречеме тоа. Ова не е фантазија. Ама Исус го прави тоа. Халелуја. И не може, вика, значајно дело, вика, не може да одречеме. Но вика, за да не се разгласи и натаму по народот, да им се заканиме, вика. Ке им кажеме да не зборуваат веќе никому за ова име. И вика, тоаш ги повикаа внатре и им заповедаа, вика, воопшто да не зборуваат, нити, вика, да почуваат во Исусовото име. Ги скара. Нема случајно да сме слушнале дека ќе проповедате за Исус. За ова име више да не ве слушнеме. Иначе, точка. Знаете што го снајде Исус, со други зборови. Знаеме кои сте, ама да знаете дека ќе ве снајде истото како Исус. И вика, ама Петар и Јован, вика, им рекоа во одговор. Веќе не молчат. И рекоа, вика, во одговор, право ли е пред Бога да ве слушаме вас повеќе? Право ли е пред Бога да ве слушаме вас повеќе, отколку Бога, еве судете вие на свештениците им. Зашто, вика, ние не можеме, вика, да не зборуваме за оно што сме го видели и чуле. Аха. Сега почнаа да зборува дека оно што го видели и чуле не можат да не зборат за тоа веќе. Не можеме ние тоа да не го живееме.
Јас не можам да молчам за такво сведоштво. Не е возможно да молчам за такво сведоштво. Не можам да молчам, да не кажам за Исус кога јас видов, кога јас го допрев. Јас бев со него, јас го гушкав, тој ме поучуваше. Не можам да не зборам. Оти сега љубовта Божја е во мене и таа ме гони да зборам. Тоа пат Петар вели. Оти јас сватив дека Божјата љубов е голема во мене. И поради таа љубов јас не можам да не зборувам. Не можам да не зборувам. Оти би бил лажго. Страшливец, измамник. Халелуја. И бидејќи не најдоа вика пат и начин вика како да ги казнат, им се заканија вика уште еднаш и ги пуштија поради народот вика. Зашто сите вика го славеа Бога за она што се случи. И сега ајде заради народот да не правиме ништо, ајде ќе ги пуштиме, пошто ништо не најдоа дека се виновни, ништо. Човек беше исцелен, спасен. Со години страдал, сега исцелен, што можеш да кажеш ти? Дека тоа зло? Не. Халелуја. И после се тоа случка, штом беа вика пуштени од 23 стих, штом беа пуштени на слобода, дојдоа при своите и им кажаа се што им рекоа свештениците, главаторите и старешините. А тие вика кога чуја тоа вика еднодушно го подигнаа гласот кон Бог и рекоа: Господе, ти си Бог кој ги создаде небото и земјата, морето и се што се наоѓа во нив. Почнаа да го слават Господ. Оти сега сватија дека има сила во тоа што го прават. Оти сега сватија дека Бог вистина е со нив. Дека не се тоа само празни зборови. Туку Исус рече: јас ќе бидам со вас постојано. Постојано. Халелуја. И потоа, нели, се молат, кажуваат се, и потоа 29 стих. А сега вика Господе, погледај вика на нивните закани и дај им на твоите слуги да го проповедаат твоето слово сосем смело. Протегнувајте ја вика при тоа твојата рака, за да стануваат вика исцелување и знаци чудеса преку името на твојот возлюбен син Исус Христос. И вика, кога се помолија, вика се стресе местото, каде што беа собрани. И сите се исполнија со Светиот Дух и смело го проповедаа Божјото слово. И смело го проповедаа Божјото слово. Смело. Со храброст. Римјани 5:5 што вика? Љубовта Божја е излеана во нашите срца преку Духот Свети. И сега Петар го разбира ова, и Јован, и апостолите. Разбираат, Духот Свети дојде, се излеа, и разбираат дека Бог ќе излеа својата љубов преку Духот Свети во нивните срца. И дека тие можат да живеат на тој начин како што Исус живееше. Сватија. Сватија зашто Исус бил храбар. Разбра зашто Исус бил храбар. Оти да имаш љубов кон Бог е побитно, отколку да имаш љубов кон светот. И љубовта кон Бог ти дава храброст. Ти дава сила да те подига. Ти дава сила и храброст да правиш она што е во Божјата волја. Бог ти дава сила да го правиш тоа. Тој излеан Божи Свети Дух ти дава сила да го правиш тоа. Халелуја. Ќе одиме сега 5 глава. Иста дела апостолски, 5 глава. Халелуја. Од 12 стих вели вака: И преку апостолските раце вика станува многу знаци и чуда во народот. И сите беа вика еднодушни во Соломониот трем. А вика од другите пак вика никој не се осмелуваше вика да се присоедини вика меѓу народот и вика ги величаа, вика зашто многу ги величаа. А вика повеќе верни вика беа вика присоединети кон Бога. Множеството на мажи и жени вика така што изнесува вика болни на улиците и ги полагаа на постелите и носилките вика та барем вика Петровата сенка да помине на некого од нив.
покрај сета ова храбро што истапија храбро направија нешто, гледате Господ што ги благословува. Гледате Божјата слава колку се излева заради храброста. Верата и љубовта во Господ бара дела. Бара да истапиш, да направиш нешто. Таа бара храброст. Значи ти лично да направиш нешто. Да се охрабриш, да кажеш тоа е вистина, да повируваш и да го практикуваш. А Господ ќе те благослови. А Господ ќе биде со тебе. И нема да те остави. И вика, кога го направија тоа првото чудо, кога застана пред Синедронот, храбро истапија све, се молеа Господ, се стресе земјата, и потоа храбро истапија и почна да го прават тоа. И вика, толку многу, вика, што почнаа носат, вика, во носатки луѓе, бесни, не знам од ова, не знам од она, ги носат да бидат исцелени пред нозете на Петар и апостолите. Халелуја. И вика, така изнесуваа болни, вика, полиците полага, вика, на постелите, ги полага на постелите и носилки, вика, така да барам, вика, Петровата сенка да падне на некого од нив. Само Петровата сенка да помине. Не треба да ги допира, не треба ништо да збори. Значи, какво излевање на Духот Свети? Каква сила се манифестира Божја? Затоа што беа послушни. Затоа што беа послушни. Верата и љубовта е послушност, браќи и сестри. Не, јас верам, па Господ ќе си направи што сака. Послушност. Треба да си послушен. Да послушаш. Тоа е вера и љубов кон Господ. Халелуја, се собираше, вика, во Иерусалим и множество, вика, од околните градови. Слушнали надвор од градовите, слушнали што се случува. И вика, носеа болни и измачувани од нечисти духови. И сите се исцелува. Сите се исцелува. Значи, нешто што они направија храбри, застана храброст, љубовта Божја, храбро истапија, направија нешто и Господ го издеа Духот Свети сила. Дозна, вика, во другите градови. И оттамо носеа. И Петар требаше да помене сенката, ги помене, и вика, се што ќе дадеш се исцелуваш. Заради послушноста, заради храброста што ја покажа. Истапија. И потоа вели 17 стих вели вака: тогаш станаа првосвештеникот и сите, вика, кои беа со него. Имено, вика, Седукејската ерес, вика, се исполни со завист. Тие почнаа да завидуваат дека овие прават чуда. Оти многу народ се собираше, вика, се живо се исцелуваше. Дали е обземен од демони, дали е демонизиран, дали е болен, било каква болест, се живо се исцелуваше. И тие се запунија се исполнија со завист. Оти народот почна, како по Исуско годеа, почнаа да идат по апостолите. Оти почна пак, она што Исус го направи, почна повторно да се раѓа. Почна народот да се враќа кај Исус, трчаат кај Исус. И тоа што они го гледаат порано, пак го гледаат и сега па се исполнија со завист. И вика, Седукејската ерес ја нарекува. Значи, вие еретици биле. Немале врска со Бог. И вика, ги фати апостолите, вика, и ги фрлија, вика, во општа темница. Знаете што е тоа? Стават во темница, ништо не се гледа внатре. И затварат вратата, во темница сте, ништо не гледате. Но вика, во ноќта, вика, Господов ангел ја отвори вратата на темницата и ги изведе надвор и им рече: значи, осма, Господ, може некој да го сопре Господ? Ама затоа што се послушни, затоа што прават Божјата волја, Господ е со нив. И вика, кој ги врти овие Седукеи, Медукеи, Господ се доа, ја отвара вратата, ајде скачајте надвор. Може некој да му каже, не се што бараш бе ти? Дојде ангелот, им отвори вратата, ајде надвор, ајде. Што да правиме сега? Кидете сега, ќе влезете во Соломоновиот терен, таму ќе проповедате пак. И вие, алелуја, кидеме. Так, искачат, тука право, таму проповеда. Пишува, еве, ќе читаме. Колку се охрабрени, нели? Ама треба да направиш нешто. Треба да направиш нешто. Алелуја, новој ноќта Господов ангел ја отвори вратата на темницата
ги изведе и им рече, одете и стапете, вика, во храмот, говорете му на народот сите овие, вика, зборови за овој живот, зборувајте му на народот. Одете, зборувајте му на народот. Штом, вика, тие го чуја, тоа, вика, влегува во храмот, одма. Така ли е? Така е, одиме, ајде, со трчање. И вика, влегува во храмот, вика, пред да се раздени. Значи, нека било 6 сат, да кажем, сабајле. Значи, тие не знам ни дали спиеле цела ноќ. Возбудени. Возбудени не спиеле, може би, чекале да се раздени да збориме за Господ. Силата Божја ги обзема. Гледаш што се случува, дека Господ е со нив. Сите ветувања што Господ ги дава се исполнуваат. И влегува во храмот, вика, пред разденување и поучува, вика. И вика, кога дојде првосвештеникот, вика, и оние кои беа со него, вика, го свика Синедрионот и сите свештеници, вика, на Израелевите синови. Сите, сите се собраа. Пак сите се собраа. И вика, испратија, вика, да ги доведат. А кога, вика, служителите, вика, дојда, не ги најда, вика, во темницата. И се вратија, вика, назад. И известија, вика, ја најдовме, вика, темницата заклучена и добро обезбедена. Стражарите, вика, како стојат пред вратата, но, вика, кога отвориме внатре, не најдовме никој. Нема никој внатре. И сега слушаат свештеници, а знаат дека ги затвориле, знаат кај ги ставиле, стража има надвор, се. Заклучено вака, стојат стражари околу, не сме никој да припари. И одеднаш как ги нема. И сега ви сега, што се случува? Како може да ги нема? Не е можно. Нели? Сега, кога нешто не си оставил во собата тамо, заклучено ти е све, се враќаш за 5 минути го нема. И сега си кажеш, како може да го нема, сега го оставив тука? Така и овие ги затворија, чувари све и сега на крај ги нема. Како може да ги нема? Не е возможно. Дури не знам дали му поверувале на овој што зборува. Вика, кога ги чуја овие зборови храмските старешини, свештеничките главатори беа, вика, во недоумие заради нив. Што би можело, вика, тоа да биде? Што е ова? Што ќе биде сега? Но, вика, некој дојде им јави, не ги, вика, мажите, вика, кои ги затворите во темницата, стојат, вика, во храмот и поучуваат таму. И сега можете да замислите, како сега од тамо? Како е можно? Од тамо во храмот да се? Како е можно, се вика тоа не? Чекај бе, ние ги затвориме, како во храмот, да што зборуваш? А бе, не ги тамо, јас сега ги видов, нели ги затворивте вчера, да. А бе, не ги тамо, збора, дојди да видиш, дојди. Треба да го убедат. А бе, не ги збора тамо, дојдете да видите. И овие се унудуваме, ќе полудат, не знаат што да прават веќе. Вистина или не е вистина? Халелуја. И тогаш управителот, вика, на храмот со служителите отиде и ги доведе, но не на сила. Не на сила. Не на сила. Фино. Зашто, вика, се боја од народот да не ги каменуваат нив лично, самите. Оти имаше тука манифестација на Божјата слава, луѓето беа допрени, тука можеше да изгинат. Во тој момент ставаш рака на Господ, не знаеш што може да се случи од народот. Значи, свесни се они. Свесни се. Зашто, вика, се бојат народот да не ги каменува. И, вика, кога ги доведа, вика, ги поставија сред, вика, Синедронот и првосвештеникот, вика, ги праша. Халелуја. Зар не ви забранивме строго да не поучувате во тоа име, бе? Па нели ви рековме? Вие глуви сте или што? Джаве ли зборевме ние овдека? И еве, вика, вие, вика, го наполнете Иерусалим, вика, со својата наука и сакате, вика, да ја фрлите крвта на тој човек на нас.
Тоа ли сакате вие? А Петар вика, и апостолите во одговор рекоа, треба вика да го слушаме Бога повеќе од колку луѓето. Извини. Пак храброст. Вика, извини, ама јас треба повеќе Бог да го слушам него тебе. Ако си ти свештеник, началник, не знам што, ама ти не ме изведе мене од темницата таму. Божиот ангел дојде. Господ дојде. Господ ме избави од твоите раце. Ти сакаш да ме убиеш? Ти ме мразиш? Многу добро знаеш што зборува Петар. Што е подобро, да го слушам Господ или тебе? Или вас? И вели, Бог на нашите татковци го воскресна Исус. Им кажа. Храбро истапува сега. Да ви кажам, Бог, вика, на нашите татковци го воскресна Исус, кога вие го обесивте на дрво и го убивте. Треба храброст да имаш да го кажеш ова пред цар, пред свештеник, пред некој што знаеш дека е убиец. Пред некој што знаеш дека те мрази, ама и знаеш дека има власт да те убие. Треба да имаш храброст. Ама таа храброст доаѓа од Господ. Таа храброст доаѓа од Господ. За да кажеш нешто вакво ти, дека они го убиле Исус, у очи да им кажеш вистината зборува. Тоа е вистина. Не е лага. И ме каже вистината во очи. А вистината секојаш боли, брајке и сестри. Секојаш боли. И вика, вие вика го обесивте на дрво и го убивте. Бог со својата десница вика го возвиси него за началник, вика и спасител, за да му даде покаяние на Израел и проштевање на гревовите. Бог го издигна него. Им го кажа во лице. Ние сме сведоци за тоа и Светиот Дух, кого Бог им го даде на оние кои се покоруваат. Кои му се покоруваат. Кои му се покоруваат на Бог. Се покоруваат на Бог. Послушни се на Бог. И тој го дава Духот Свети на тие што се покоруваат и што се послушни. Нема да го даде на некој што не е послушен, што не се покорува. Амен. И тој им го кажа во лице на нив. Оти тие Дух Свети немаат. Со други зборови, вие не можете Дух Свети да имате. Оти вие не се покорувате на Бог. Алелуја. И пазете сега после се това, кога го чуја тоа се налутија многу и има намера да ги убијат сега. Сега веќе имаат намера да ги убијат. Сега без навише. Истиот дух кој ги гонеше да го убијат Исус, еве го истиот дух се манифестира. Сега готово, шкрипат со зъбите, ќе ги убија. Они мене ќе ми зборат. Тие знаат ли кои сме ние? Просвештеници. Ние сме израелците, ние сме ова, ние сме она. И сега дојдоа таа мисла ќе губиат. Ништо ново. Ништо ново. Истото го направија со Исус. Халелуја. Но тогаш вика во Синедронот стана еден фарисеј по име Гамилеј, учител на законот, почитуван од целиот народ. И вика заповеда да ги изведат надвор. И тогаш тој им рече мудрост, им кажа, видите, ако луѓе вистина не се од Господ, ќе изумат, овие ќе ги снема, се ќе исчезне. Еден вика се дигна, нели вика, се дигна, вика, некој по пописот на населението, вика, се крена, вика, Јуда Галилеецот и повлече многу народ со себе и тој загина, вика, и сите што го слушна, вика, се распрсна. Што беа по него, што го слуша, што го следеа, си отидаа, вика. Така? Мудро. Ова е мудрост. Ама овој па е Господ. И потоа вели вака, а сега ви велам, оставете ги овие луѓе и пуштете ги. Да ви кажам, пуштете ги, зашто ако овие замисли или ова дело се од луѓе, ќе пропадне. Но ако е од Бог,
не ќе можете да го уништите. Мудрост. Нема да можеш да го уништиш ако од Господова. И вика, пазете, вика, да не станете борци против Бога. И тогаш, вика, го послуша и ги повика апостолите, вика, и ги изнатепа, вика. Барем кјоте ќе мудриме, бе. Ќе ги пуштиме, ама кјоте ќе мудриме. Не може да си одат така неказнети. Не ги убиваме, ама кјоте ќе мудриме. И вика, ги повика, вика, ги изнатепа и им пак, вика, им забранија да зборуваат за Исусовото име. И ги пуштија. Тие пак, вика, си отидоа од Синедронот, вика, со радост. Зашто вика, беа удостоени да претрпат, вика, понижување за Исусовото име. Срекни беа. Кјотек јадеа за Исус. И срекни беа зашто изеле кјотек за Исус. Страда за Исус. И срекни си отида, халелуја, халелуја. Кјотек јадеме за Исус, халелуја. Вика, претрпе, вика, понижување за Исусовото име. И така, вика, не прекратија секој ден да поучуваат и да го проповедат Евангелието, вика, во храмот и по куќите дека Исус е Христос. И не прекратија. Не престанаа. Им се заканија уште еднаш, така да ги убијат, кјотек ќе мудрија, и пак на крај им рекоа, ви забрануваме да зборите за Исусовото име, и пак радосни се отида и не престана да проповедат да зборат за Исус. Продолжија да зборуваат за Исус. Не паднаа на заканите. Или, подобро речено, не се исплашија. Не се исплашија. Немаше страв. Стравот не можеше да ги совлада. Отија разбраа пораката од Исус. Значи, нив им требаше, нив им требаше да Исус биде со нив 3 години, па да Исус биде распнат, да убиен, па им требаше третиот ден да воскресне, па дури да се најдат со него, па да им објасни, па да го видат, да го допрат и да примат потполно откровение. Сето тоа им требаше на нив. Им требаше време, им требаше, затоа што они мислеа дека Исус дојде, Исуса ќе се зацари, тој се ќе прави. Они само ќе си шетаат со него, они само ќе стојат околу него, ќе ги бранат луѓето, а Исус се ќе прави. Се Исус ќе прави. Се тој требаше да прави. Ама Исус имаше друго на памет. Им каже, јас ќе одам кај таткото, вие ќе останете на земјата. Вие треба да го проповедате Евангелието. Не е доволно само да имаш желба, не е доволно само да имаш откровение. Оти Петар отиде с Исус на планината, Петар и Јован отидоа заедно и таму се преобрази пред нив. Ја видоа славата на Господ. Петар прими откровение од живиот Бог, кога Исус рече, што мислите, кој сум јас? Петар застана рече, ти си син на живиот Бог. Какво откровение? И вика Исус мене, ти вика, не е ова од тебе. Ова откровение не е од тебе. Ова ти го откри таткото. Ова откровение дојде од таткото врз тебе. Ти сега го прими и го кажеш, ама не си свесен уште што збориш му, вели. Зашто после тоа го одвраќаше да не умре. Не, немој да одиш, нема да умреш ти. Значи, не е доволно само да имаш ти откровение. Не е доволно само да видиш. Ти треба да веруваш. Ти треба да поверуваш. Ти треба да го засакаш Господ со сето своје срце, со сиот свој живот, да го љубиш Бог. И вели Исус, кој сака татко или мајка повеќе од мене, не е достоен за мене. Кој не го земе крстот, да го земе, да го носи сам и да ме следи, вика, не е достоен за мене.
Зашто Петар беше после храбар да ги прави сите тие работи? Затоа што Исус се справи со него. Исус дојде се справи со него. Му објасни каде му е грешката. Му објасни дека тој мислеше дека го сака Исус. Оти Исус воскресна се, уште беа у недоверие, уште нема доверба, уште не верува. Уште не им беше јасно дека Исус е воскреснат. И Исус мораше да се справи со Петар и со учениците, уште еднаш. Мораше уште еднаш да им објасни. И тоа вели у Јован, нели? Јован 21 глава, Евангелие по Јован. Нели отида по риба, кидам по риба, рече Петар и овие другите по него. Ајде и ние ќе одиме. И потоа таму го сретна Исус. Го сретна Исус таму. И Исус ги вика, ајде, вика, дојдете. Дајте, вика, се од рибите. Дајте ке снеме нешто да направиме. Ама сите, вика, молчеа, никој не го прашуваше, оти сите знаат дека он. Видела? И не може ништо да му кажат затоа што сите се откажаа, сите го предадаа. Сите беа виновни, сите дојде. Посрамени беа сите. Ама по срце беа понизни и ќутеа. Пред него не смеа ништо да кажат, молчеа. Оти беа виновни. Виновни беа и молчеа. Халелуја, славам Господе. Зеде, вика, лепи им даде, вика, и риба, исто така. Тоа, вика, беше, вика, трети пат Исус како им се јави на учениците откако воскресна од мртвите. И потоа 15 стих вели овде кога се справува, вика, со Петар овде кога се справува лично Исус. И вика, откако заврши со појадокот, Исус му рече на Симон Петар, Симоне Јонин, љубиш ли ме? Симоне Јонин, љубиш ли ме повеќе отколку овие? Дали ме љубиш повеќе од сите овие апостоли овде што ги гледаш? Петар му е веќе јасно дека неговата љубов не беше искрена, туку беше телесна само. Он мислеше дека го сака Исус. Но сега кога го виде, кога Исус го прашува, му јасно, многу јасно му стана дека не го сакал искрено љубов. Искрена љубов немал кон Бог. Дека ако вистински го сакаше, тој ќе умреше на вистина за него. Ама овде беше посрамен, затоа што избега. Сите негови зборови беа скршени, падна. Се што кажа, падна. Се се сруши. Оти се што он кажа, све беше ништо. Гола вода. И Исус му вели, Симоне Јонин, љубиш ли ме повеќе отколку овие сите? Или сакаш уште да се правиш фрајер пред другите? Или сакаш да правиш нешто, сите да те гледаат? Ти да си главен сакаш уште? И Петар, шо вели? Вика, Петар му рече, да, Господе, ти знаеш дека те сакам. Исус му вика, дали ме љубиш? А Петар му вика, знаеш дека те сакам. Нели има разлика? Ако некого го љубиш и го сакаш. Тоа е, нели, објаснувавме како агапе и филео. Агапе е Божјата љубов, филео е човечката љубов. Со чувства, со емоции. А агапе е љубов Божја која сака неизмерно. Длабоко љубов. Љубов која го дава својот живот. Не е, значи, скржава. Него својот живот ќе го даде. Тоа е Божјата љубов. Затоа Исус го даде својот живот. Затоа вели Господ толку не засака што го даде својот возлюбен син. Тоа е Божјата љубов, тоа е агапет. Значи Господ не се плашеше да умре за нас, туку од љубов за сето тоа, од љубов кон таткото, умре. Умре. И беше воскреснат на третиот ден. И сега му станува јасно на Петар дека Исус Христос поради својата голема љубов умре за него. Си вика, Господе, ти умре за мене. Може да се замислиме како Петар размисла. Сега си вика, тој умре за мене. А јас, будала,
ваков сум, избегав, се исплашив. Се исплашив заради моето бедно животче. Дали Петар си размислуваше во главата така? Го предадов мојот Господ, вели. Халелуја. И вели, Господ му вели, паси ги моите јагнења. И пак вика по втор пат му рече, Симоне Јонин, љубиш ли ме? Втор пат го прашува. Му рече, да, Господе. Ти знаеш дека те сакам. И му рече, води ги моите овци на пасење. И вика му рече по трет пат, Симоне Јонин, ме сакаш ли? Со истата му со истата љубов му се обига на Петар, он вика, те сакам и сега вика, добро, ме сакаш ли? Вистински. И Петар вика се нажали дека по трет пат го праша. Ме сакаш ли? Вика и му рече, Господе, ти знаеш, Господе, ти знаеш дека те сакам. Исусе му рече, ти се знаеш. Знаеш се, Господе. Може ли да скријам нешто пред тебе? Не може. От Исус умре и воскресна и стана јасно дека Петар не имаше што да крие. Дека се е голо пред Исус. И му вели, паси ги моите овци, му вели. Сега тука кога Исус се справи више со него, кога веќе станува јасно дека Петар свати и се смени нешто во него, и тогаш Исус му пророкуваше со каква смрт ќе го прослави Бог. Вистина ти велам, вика. Тој кога беше млад, отеше кај што сакаш. Сега, вика, кој ќе остариш, ќе ги пружиш рацете, ќе ти ги врзат и ќе те носат они каде што сака. Не ти кај што сакаш. И Петар молчи. Петар више не вика, чекај, ма, Господе, не, тоа што вика, амин. Се служувам Исуса. И Исус се справи на тој начин со Петар. И резултат на ова справување е се тоа што се случува во Дела апостолски. Каде што Петар рече, тука веќе застанува, века, веќе нема да се откажам од Господ. Веќе нема да паѓам во име на Исус. Веќе вистински ќе сакам мојот Бог и ќе го положам мојата душа. Мојата душа ќе дам за него. Мојата душа ќе дам за него. Видете каква трансформација се случи во Петар. Од човек што се плашеше, што се откажа од Господ, бегаше, се криеше и се случи трансформација во неговиот ум, во неговата душа, во неговото срце. Свати, разбра дека љубовта кон Господ е најбитна. Дека љубовта кон Господ ти дава сила да го дадеш твојот живот. Свати. Разбра дека се друго е нула, дека веќе нема да се плаши од една служинка, дека веќе нема да се плаши од никого, за да го исповеда Исус и својата вера. Дури и по закана. Му се заканија, тој рече, не, јас ќе слушам Исус. Веќе не се откажам, ќе слушам Исус. Што е исправно, да го слушам Господ повеќе или вас? Пред оние што беа мајстори за контрола, за измами, пред оние што го убија Исус, Петар имаше смелост да стои и в лице да им каже, вие губивте. Вие губивте. Таа смелост не доаѓа од човечката личност и карактер. Не. Таа смелост не доаѓа од човекот. Таа смелост доаѓа од Бог. Зборам за сведоштво на Бог, не зборам за некои бандити тамо што се караат или што изјавуваат некакви силни изјави даваат. Зборам за Божјото сведоштво, зборам за Исус да умреш. За Исусовиот живот зборувам. Халелуја. Значи, тоа е трансформацијата која се случи во Петар. А тоа е истото која треба трансформација да се случи во нас. Во нашите умови, во нашите срца, во нашите души и во нашиот дух. Да разбереш што е првобитно во твојот живот. Што е приоритет на твојот живот. Каде
твојот приоритет треба да биде на прво место. Исус Христос. И да не се плашиш од луѓе, да не се плашиш ни од цареве, да исповедаш својата вера. И да кажеш дека Исус Христос умре на крстот, воскресна, дека тој е цар, дека тој е Господ. И ако така поставуваш, Господ ќе е со тебе. Господовата сила ќе е со тебе. Божјето помазание ќе е со тебе. Ама треба да веруваш, треба да го сакаш Господ со сето срце и да правиш нешто. Да истапиш во храброст да направиш нешто. Тоаш Господ ќе се манифестира. Сигурно. Господ нема да те остави. Господ не сака луѓе што се плашат, страшливци. Господ сака луѓе што се храбри. Да истапиш напред со храброст. Тоа е Божјото срце. Ако Исус правеше така, храбро истапуваше, правеше, тој сака такви храбри луѓе. Тој сака луѓе што храбро ќе истапат и ќе го исповедат неговото име и ќе кажат: не се срамам ја од Господ. Не се срамам ја од мојот Бог. Без разлика на што и да се случи околу тебе. Не се срамиш ти од Господ. Оти Словото вели: кој се срами од мене, и јас ќе се срамам пред мојот татко од него. Кој се срами од мене, вика, јас пред мојот татко ќе се срамам. Халелуја. Затоа јас велам, ова е повик од Господ. Ова е повик од Бог, кај што Господ сега ни вели: ме сакаш ли? По име Твое. Речи си по Твоето име, Господ ти вика: ти, Шерибан, ме сакаш ли? Ме љубиш ли, Шерибан, ти вика Господ? Ти вика: Господ, ме љубиш ли? Ме љубиш ли повеќе од овие другите околу тебе? Ме љубиш ли повеќе од другите? Дали имаш толкава љубов? Да го љубиш Господ повеќе од сите други. И од мајка, и од татко, од брат, брука, сестра, деца. Вечерва почни да си размислуваш за тоа. Го љубам ли јас Господ? Размислувај за тоа, кажи: јас Господе, те љубам јас Господе. Почни да мислиш: Господе, или исповедај: те љубам Господе. Те љубам Господе. Дај ми сила, Господе, дај ми сила. Оти силата од Господ доаѓа, луѓе, браќа, сестри. Силата од Господ доаѓа. Ако го бараш тоа, Господ ќе ти го даде. Господ ќе го излее Духот Свети и љубовта Божја ќе се излее во твоето срце преку Духот Свети. И така ќе можеш да го сакаш Господ со Божјата љубов. Не со човечката филио, со агапе љубов. Алелуја. Господ вели да си ги испитуваме срцата. Господ вели: испитајте си ги срцата. Испитувај го твоето срце. Испитувај кај си во Господ, кој си во Господ, што си во Господ. Испитувај го своето срце, својата состојба, каде си. Многумина луѓе сакаат љубов, ама без жртва. Сакаат по секоја цена љубов, ама да нема жртва. Не е возможно. Не е возможно. Тоа е себичност. Тоа е само бендисаност, се века. Алчност се века тоа. Тоа е алчност. И само бендисаност. Тоа не е од Господ. Послушноста што Јован и Петар ја има, тоа им даде храброст и сила и се исполнија со Духот Свети да го направат тоа што требаше да го направат. Послушноста кон Господ е битна. Халелуја. Халелуја. Амен. Халелуја. Нека Господ да ви благослови, нека ова слово делува во вашите срца. Нека Господ ви зборува. Оти Бог направи се за нас. Ние сме наред. Исус се направи за нас. Ние сме наред да направиме нешто.
за да Бог се прослави. Не ние ќе правиме за нас, не, ние правиме за да Господ се прослави. Амен. Господ нека ве благослови.